Продолжуваме со отвореното студио посветено на локалните избори. Во овој последен дел, како што најавивме, наш гостин е Есат Рахич. Господине Рахич, благодарам што ја прифативте поканата. После долго време повторно сте во Канал 5. Добро вечер, гости, добро вечер на вашите гледачи и на гледачите во Република Македонија на вашата телевизија. Многу упорен си бе, Гоце. Упорен сум со години, но никако да упорен со девојките, сега гледам зашто жената не можела да ти одолее. Така, добро, благодарам за комплиментот и благодарам уште еднаш што ја прифати поканата. Горе-долу резултатите се познати од гласањето денеска. Еве да почнеме од град Скопје. Тука се чини дека ќе има големо изненадување и во вториот круг, доколку не се случи некое чудо до крајот, до пребројувањето на гласовите, ќе одат Орце Георгиевски и Амар Мециновиќ од Левица. Што ќе значи ова, особено за СДСМ? Па вака, Гоце, јас и ти се гледаме од време на време во Тафталиџе, кај што сум роден, или? Она што стана од Тафталиџе после работата на сегашниот градоначалник во 4 мандати. Овако, како и што предвидов, и тогаш ти кажав дека ќе има изненадување. Ако влезе Амар Мециновиќ, веројате ќе биде интересно во вториот круг, затоа што гласањето ќе биде многу поинтересно, а што ќе значи за СДСМ, еве отворно да ви кажам, јас очекував преска кога се јави господинот Филипче, дека ќе се понуди оставката, особено после ваков дебакал во Скопје, очигледно нема само критика и СДС како продолжи само ќе тоне. За жал. Тоа можам да го кажам од позиција на човек кој што е преку 30 години во таа партија, кој што е градел таа партија. Значи интересно? Што подразбирате во интересно? Не е толку сигурно победата на Орце Георгиевски, бидејќи ако убедливо води. Води убедливо, меѓутоа, знаете што, капацитетот опозицијски што го има Амар Мециновиќ ќе биде интересен. И добро е за демократијата, нели, во Република Македонија. Може би е подобро да се заврши во прв круг, да нема дополнителни трошоци, но тоа е веќе предмет на некоја друга дискусија, каде што јас, например, ако би се прашал, би го сменил избирачкиот закон да се бира победникот, нели, со најголем број на советници, како што е во Хрватска, негде, во Србија и во другите места, да тој што ќе направи мнозинство во Советот, нели, како во парламентот, така дава градоначалникот. Така ќе се избегнат дополнителни трошоци за втор круг и така ќе биде можно да се смени градоначалникот, да не се случуваат вакви фијаска кои што беше со Данела, да. Да има конфликт меѓу Советот и градоначалникот. Што да ви кажам, тоа беше силување, 4 години силување на градот. Ние граѓаните на Скопје бевме осакатени буквално. Кога сме кај СДСМ и тоа што очигледно ги изненади нив, иако господинот Филипче на пресконференцијата искаже задоволство генерално од резултатите, иако рече дека не е тоа што се надевале и што го очекувале. Карпош, го споменавте Карпош, таму исто така кандидатот на СДСМ, кандидатката Маја Мојсова нема да влезе во вториот круг, ќе одат Лукровски од ВМРО ДПМН и актуелниот Стефчо Јакимовски. Тука постојано ВМРО ДПМН во кампањата го посочуваше Јакимовски дека е некаков скриен адут на СДСМ и дека тој е всушност нивниот кандидат. Каква разврска не очекува таму? Па ова политичка травестија, најголемиот играч, најдобриот играч е Стефчо Јакимовски. Го слушав господинот Мицковски, рече дека после 20 години прв пат ќе ја земат Струмица. Они во Карпош никад немале градоначалник. ВМРО немало, ова има шанса сега со господот Сотир Лукровски. Никогаш немале Карпош? Немале, Димич беше од Советот, не беше нивен и Стефчо беше 2013, ако се сеќавате, по дали си СДСМ, како беше? Или си СДСМ или не си. Во тоа време или си СДСМ или не си, Стефчо беше председател на градска, го издаде, го скрши тогашниот отпор, ако се сеќавате, со уште тројца градоначалници на Струмица, на Охрид и на ова, и отидовме на избори каде што доживеавме касапница. А сегашниот председател на СДСМ во тоа време беше советник на Нино Тодоров. Сега мене малце ме чуди, јас бев поистичен од партијата, истичен бев од тогашен генерален секретар, сегашен генерален секретар на ЗДАМ, тогаш на СДС и од заменик генералниот секретар на НАТО, тогашната председателка на СДСМ. Карпош ќе биде интересен, во секој случај, и Карпош е премијата. Ќе кажам зашто. Не ги следев многу. Многу ВМРО ДПМН инвестира таму, премиерот доаѓа од таа општина, очигледно дека им значи на ВМРО ДПМН да Видете вака, вие имате во Карпош еден градоначалник кој што е 4 мандати. Тој е градоначалник кој што бил и министер, тој е последниот мохиканец на градната транзиција. Јас ќе ви кажам зашто јас нема да гласам за сегашниот,
затоа што имаше пилјарска политика подземна, каде што уште пред година и пол дена имаше сигнали дека сегашниот граначник господин Јакимовски, кој што е извореден политички вешт играч, е во договор со сегашното раководство и дека ќе биде прикриен адут на СДСМ. Меѓутоа, ја би рекол, во вториот круг ќе имате два кандидата. Зошто би бил прикриен ако го поддржува? Затоа што не може да помине. Да беше има, знаете, истата приказка беше, значи Јакимовски, реалната сила на Јакимовски е помеѓу 2600 и 3200 гласа и толку ги имал 96-98. Јас сум човек што 2000 година го инсталираше да биде граначник, 2009 му помогнав, 2013 со помош на ВМРО тепаше, исто и минатите избори и кога е многу мудро игра. Значи Стефче е доктор за шах. Овако, кога е на власт една политичка опција, тој се преклона на опозицијата, гледа да влезе во вторкок и сега, ако видите гласовите што ги добија Стефчев, споредете ги со презателските избори, дека не се негови. Дел се од една структура на СДСМ која што заборавила дека со издајата на Стефчев 2013 година 12-там го продолжи мандатот на Никола Груевски уште 2-2,5 години, се случија многу работи тогаш, најлошите работи, најцрните. Тоа е мој личен став, само да се разбереме. И ги доби изборите. Мене, ако ме прашате, во вториот круг има два кандидата на ВМРО. Едниот на Никола Груевски и на Балевско-разузнавачкиот сектор, што го држеше тогаш за тоа што се држи за да премине, да пребега и да го сруши отпорот на СДСМ тогашниот, и вториот е кандидат за граначник на Мицкоски. Граѓаните на Карпош, зборам за членовите на СДСМ, немаат право на избор затоа што мене ми е жал за професорката Мојсова, која што е перфектна жена. Меѓутоа случајно малце слушав и госпоѓа Фани Каранфилова преска како Алиса во земјата на чудата. Имавме добар кандидат. Таа госпоѓа не се појави во кампања. Се беше стајана во функција да Стефче влезе во вторкок и во име на некоја си опозиција да ги доби изборите. Сега доволно е да не помислат луѓе за Карпош, дека говориме дека сме од Карпош. Добро, види, ја може да ви кажам за која сака да меѓутоа живеам во Карпош, ви кажам зашто нема да гласам. Човек кој што е на црна листа, ујутре да добие, цел град се ќе биде на ВМРО, како очекувате тој граначник да функционира. Рачунете дека ќе имаме бетер Данела, зборам под наводници, за граѓаните на Карпош. Уште една работа, мене што ме боли, тоа е продолжение на градежната тајкунска урбана мафија и таа што го наведува дека некој ќе гради Карпош 5, Карпош нели покрај Вардар. Најдобар пример кој што тоа може да го изведе господинот Јакимовски. Да, многу е зборувано за ова, граѓаните на крајот го кажуваат својот суд, да, ќе одлучат. Како рекоа граѓаните, не, вака рече овој претседателот тогашниот на СДСМ. Народ е во право и кога греши. Да. Во центар СДСМ ја задржува предноста, таму ќе се соочат со кандидатот од Знам, кој е поддржан од ВМРО ДПМН. Може ли СДСМ барем центар да го бидам искрен, јас со кандидатот на Знам, со татко му Слободиш, многу добар пријател, меѓутоа и пријател сум и со Герасимовски, би сакал искрено ви кажам, без разлика што имам пријатели во таму, би сакал Герасимовски да остане кандидат, мислам да остане граначник на центар затоа што да се разбие црно-белиот свет. Знаете, ќе биде премногу. Ако господинот Филипче искачи се фали дека земал три општини, рече три општини. Пазите, граначалникот на Паланка беше перфектен граначалник. Крива Паланка, Кривогаштан и Богданци. И во 9 имаат водство. Имате двајца граначалници кои што се Џулијани не може да ги победи. Не разбирате што да кажам. И мене ми е на пример криво затоа што ете и во Крушево имаше добар граначалник, не победи. И ако вие се фалите дека во такви некои општини водите и сте качиле број на гласови од тие општини, тие сите заедно ако сте качили 1500 гласови. Мислите дека имаше време после тоа што се случи лани на таа катастрофа на изборите да ја воскресне партијата? Прво знаеш што, јас сум се правник легалиста. Вие не може да дојдете за председател на партија, а да не одржите отчетен конгрес. На отчетниот конгрес се кажуваат резултатите, се врши финансиски отчет и со тој финансиски отчет одите во управа за јавни приходи, или која или центар, не знам и кои се тие. Вие сте дошли на начин на кој што не е примерен. Јас бев исклучен од партијата заради барање непосредни избори. Непосредни избори не се организираат така како што се организира. Мене ми е криво затоа што господинот Филипче е еден господин, изворен хирург и треба да се посвети на тоа. Очигледно дека во политиката не се снаги најдобро, особено што СДС резултатов е таков затоа што е продолжение на една политика која што беше казната пред една година. Да се доеше некој друго раководство со друг наратив, да се откажеше на делот тие. Знаете колку искушат 15 пратеници кои што 7 години биле во извршната власт и се репер за лошото владење, за лошите политики на СДСМ, вие не може да очекувате резултат кога сакате да ставите да речеме утре на кандидат да биде за граначалник или наисти. Тие граначалници со сиот почит и респект, сериозно кажам за момчето од Паланка и од Богданци, тоа се перфектни.
Али верувајте дека кого год да ставја, поради опашките што ги влече ова СДСМ, нерашици со одредени аномали во претходниот период, тоа е тоа, таков си е резултатот. За жал не може поинаку. Да, главниот сомнеш е дека се уште Зоран Заев ги влече конците од позади. Па не е сомнеш, тоа очигледно. Не се води кампања од нојавата барка во Беломорска Македонија. Ова е библиски потоп. Да беше паметен, ке се повлече, ке се отиде во барката и ке се јадрат. Не може да водите партијата така. Вие да очекувате дека ќе се спромени. Филипче демантира дека се меша Заев се. Тоа секој лидер го следи таа сенка, но можеше ли се да само барем струмица да ја спаси? Значи, прекратко е времето за да може да излезе од чинелот на Заев, Филипче. Прво, второ прашање дали сака. Што може да направи за да излезе од тој шинел? Што треба да направи според вас? Не знам, ја не знам. Треба да се замине, да се бави со она што го знае. Дечкото е перфектен неврохирург. Перфектен. Значи, ја не ги разбирам воопште лекарите, поголем дел од нив или такви експерти кои што влегуваат во политика. Има мандат до 2029 и не планира да се повлекува. Може ли во СДСМ да се појави некаква структура што ќе побара промени некакви? Па, види, да се деси в панорама. Да се случи панорама. Има ли луѓе што... Па, не знам, ќе видиме. Ќе видиме. Иначе тоа не. Резултатите на левица, знаете што? Каја Шуко е, јас сум пример во партија ние. Таа е четврта по што го гледам. Да, таа е четврта според моменталните резултати е четврта. Знаете што е тоа? Тоа не е Венко, треба сите да се собереме, да се отидеме да распишеме конкурс, да го веземе негде од страна, да правиме ново СДСМ. И ако вие очекувате дека народот преку ноќ ќе го промени, мене ми е жал, јас сум еден од луѓето што старите македонци уште не сум активен во партијата, гласам за неа, меѓутоа ова што е као понуда, нема да ме сватите погрешно, не може да искочи заменик председател на партија и да кажува евроинтеграција, а во втор круг ќе подржите човек кој што е на црна листа и осуди на 3 години. На кого му продавате приказки? Не оди тоа така. И она што го не може да стануете се преска, не може да стануете поголемо ВМРО од ВМРО, да ги менуете црвените линии, да кажувате што е час сме Европска унија, час не сме, час сме ова, час не сме. СДС секогаш го мислите грешка прават во наративот, дека инсистираат на тоа? Па во многу работи се прават грешки, во многу работи. Знаете што мислам? Јас малце подолго бев во оваа приказка во политиката, особено што малце поише го работев в теренот. Ако ви кажам дека кандидатката за Карпош не ја видов. Дојдеш еднаш во толку. Знаете што значило? Ние сме одели од врата на врата секојдневно. Со сиот и жената исто перфектна. Извореден анестезиолог. Ја не го разбирам. Објаснувањето од СДСМ е дека е тешко после тој пораз лани. Не, прво да ти кажам, тоа е пиларска политика. Не можете вие на кандидатите што ги ставате за градоначалници да им ветите и да изгубите, вие ќе видите на листа за пратеници. Ова не е бингове, ова не е лотове. Ова е политичка партија која што е државотворна. СДС ги носам најтешките и најлошите одлуки за себе, како партија. Ние сме гласале закони за кои што сме знаеле дека ќе ни се вратат како бумеранг затоа што било наша обврска, некој ги прифатил тие обврски. Затоа ти кажувам, треба, знаете што, не можете вие еден миш. Значи, вие не верувате дека СДСМ е на вистинскиот пат. Ако се следи наративот и на Венко Филипче и на Фани Карамфилова, значи тие сметаат дека ова е добро, дека се на добар пат. Жаби и баби се споредуваат. Може да ја земе колку имаше 150.000 на претходните парламентарни. Бе не може да споредувате парламентарни локални, кај што имате нели 25 советника, 30 советника, имаат фамилии родни и дури некој од друга политичка опција ќе искочи ќе гласа за нив. Значи вие ќе видите колку градоначалници сте имале, колку имате сега, ќе видите колку советници сте имале, колку имате. Тоа се споредува. Знаете, и овие избори не се репер за власта. Власта секогаш година дена, се сеќавате 2017 што се случи. Се сеќавате 2017. Намалување број на гласови во однос на лани. Да, се сеќавате. Сега знаете што ВМРО имаше ламентирање, конверзации, дискусии, дебати дека ќе паднат 80, 100.000, 200.000. Па е ирелевантно. Колку и да паднат? Ќе паднат сигурно, затоа што и одредени владени политики не праќаат кај граѓаните. И власта веќе година и пол дена и некои ветувања што ги даде, не ги исполнија. Дали ќе ги исполнат? Ќе видиме, да им даеме време. Меѓутоа тие 50 до 80.000 гласови кои што тише на таа страна, независните не се вратени кај СДСМ. Тука е проблемот. Значи ВМРО ќе се ги земе, знаете, денеска 300-350, они имаат измеѓу 280 и 300.000 гласови секогаш. СДС били измеѓу 260 и 320. Тие 50, 70, 80.000 што да кажеме независни кои што поради понудата, поради начинот на развитие, граѓански, некој протестни, некој сака да препознавање така. СДС не ги зема. И со ова раководство, со сиот почит, јас слушав господја Фани. Супер.
Меѓутоа таа приказка не проаѓа. Начин на кој што вие го тоа кажувате не проаѓа више. Мора да се промени малце. Тоа е мој став. Дај Боже да грешам. Очигледно за ВМРО да помена освен Карпош, Струмица беше многу важна како трофеј на новите локални избори и Мицковски на пресконференцијата го потенцираше како значаен успех. Прв пат имаат градоначалник и таму. Зоки го продаде куќата, така се вика. Отиде Струмица, за жал. Беше едно време бастион. Бастион, да, со Куманови центар. СДС бил најак кога Карпош бил бастион. А Карпош последен градоначалник беше богац, како го викаат, и заврши така како што заврши. Се додека не се врати силата на СДСМ во Скопје. Знаете, не може се фалите со Зрновце, со Блешо, Мислешо, не ги знам никои се. И да кажете дека таму идете во вторкок. Сте зеле 3 мали општини, не дај Боже да изгуби Герасимовски во Скопје. Со што ќе се борите? Не сваќате што сам да кажам. Сте добиле благодарејќи на изворедни градоначалници кои што сте ги имале во претходниот период во Паланка и во Богданци, каде беше во Кривогашани. Зашто правиме муабет? Добро, доволно време ми посветивме на опозицијата, ќе видиме како ќе ги сватат и анализираат овие резултати. Дали сте можеби изненадени од резултатот на власта? Тие досега има мнозинство градоначалници во општините и покрај критиките дека не направиле доволно и дека Мицковски и неговата влада не ги исполнила ветувањата од лани, очигледно дека граѓаните и натаму им даваат доверие. Граѓаните искочија тие што се гласачи на ВМРО. Тие искочија. За жал, тие што беа за СДС не искочија. Еден дел од нив. Да кажам дека да, знаете, победи ВМРО. Ја викам не победи толку што изгуби СДСМ. Немаше кој да ги предизвика практично. Сега, како да ви обяснам? Ако вие го менувате Мишко Ралев, еден изворен професор таму што беше декан, до последно и го менувате у минут до 12, ја носите шукова кој што исто. Меѓутоа, знаете што, не оди тоа така. Тоа е пилярска политика. Политика е малце по-сериозна работа. Луѓето планираат по 10, 20, 50 години, сериозните држави, сериозните системи. Затоа, знаете што, јас ќе ви кажам и за Дуј да не испадне. Го плаќаат секој тоа што... Да, тоа беше следно прашање. Очигледно, овие избори веројатно ќе значат и на некаков начин политичко збогување. Да, крај на веројатно на политичката кариера на Бујар Османи, таму беше да се биде или не или Изет Меджити или Бујар Османи. Бујар Османи му честиташе веќе официјално на... Океј, тоа мене ми изненади пријатно. И им честитам на граѓаните на Чаир за мудрост. Знаеш, очекував, имајќи ги поранешните искуства, дека ќе биде малце пожустро, секоја честитам. Имаше стравување дека може инциденти да има. Да, им честитам на граѓаните на Чаир на високата свест. Слушам, демек, еден од ваши, чекајќи дека не победил Влен, победил Влен благодарејќи на гласовите на ВМРО. Зашто Дуј не доби гласови од СДСМ? Ме разбирате? Зашто? Затоа што ова е резултат на кабадакиското однесување токму на еден од тие кандидати што вечер изгуби, да не го спомнам тој што бегство. Значи, реперкусиите од однесувањето на начинот на кој што ја третираше власта во претходниот период, зборам кога беше СДС од Дуј на власт, сега се доаѓаат каматите за наплата. Јас би сакал само упатам честитка до сите што се избрани и ние имаме системски проблем. Прво начин на кој што се бира, треба да се смени изборниот закон, да се намали број на пратеници, број на општини, фискална децентрализација што го спомнуваат. Градот Скопје треба да си го земе Сајра, да го земе Матка. Кој совет на утрешниот нов градоначалник, дали ќе биде Орца или некој друг? Треба консензус. Не ме разбирате. Значи не може луѓето што уништуваат чаршијата да викаат нови архитекти ќе обновиле чаршијата. Дали ме разбирате? Кензо Танге е татко на модерната архитектура. Вие го уништивте Скопје, уништивте чаршијата и сега ќе ја прават. Еве ќе кажа еден пример. Локалитетот Матка и Сарај, езерото, може да му носат €1.000.000 на Скопје годишно и повеќе. Тоа, кај сте виделе вие таква убавина да сиде без пари, сиде со автобуси. Место се направи еден голем. Нема каде да се разминат. Па еден голем паркинг на влезот во Сарај, па со електрични оние автомобили, автобуси, па со рампа за едно јавно претпријатие, па оние платформи на Дивош работа, фискализирај ги. Па земи го Сарај, направи го рекреативно тренинг центар со хотел, па земи го езерото, направи, го сруши, затоа изгуби. Затоа изгуби Дуј. Го разруши Салата, масакар го направи, нити има план, место да направи 2-3 хотела, 2-3 старечки дома. Значи, поред тоа што е актуелно, Дуј има во 4 општини. Гостивар, Врапчиште, Липкова, Пласница, Влен има во 9, меѓу кои Сарај, да. И зашто правиме муабет? Значи само Гостивар од поголемите има победа. И втора работа да ви кажам.
да ставите позади секој граѓанин на Скопје по еден да чисти, Скопје нема да биде чисто. Нема да се чисти воздухот. Ако дозволувате диви депонии, како власт, зборам за сите, ако дозволувате да се пали овие метални, кога ги вадат тие цревата, што ја знам, жиците од оловото. Ако дозволите секој да се Скопје треба да биде затворен град. Има правила колку може да се развие градот. Знаете дека пустелија цела. Ние немаме рамномерен развој во државата. Знаете што кај нас за жал. Јавната чистота и јавниот превоз беа главните теми, што е срамота за 2025 година. Срамота. Јас бев сега, имав таа среќа да патувам преку Хрватска до Истра, преку Словенија во Австрија. Оце не ми се зборува. Не можам да ти објаснам, мислиш дека си некоја друга димензија, некоја друга планета. А сме биле во иста држава допред. Ајде и Словенија била 2 пати подобра, сега 22 пати подобра. Зашто? Затоа што ние не можеме да се ослободиме од некои стереотипи. Ќе го исчистам градот. Мицковски вели дека денеска ете се урнал тој наратив, етно наратив што го форсираше Дуи, дека ова се избори за легитимитетот на албанците, дека фактички со овие резултати што ги имаме, успеале да го поразат тој наратив. Дали со ова практично завршува таа тема за легитимитетот Мицковски? Може да има мирен мандат уште 3 години, вели дека нема да има предвремени избори? Прво дека тој наратив етноцентричен е завршен, не верам. Граначалникот на Тето сегашниот и што ќе биде, препоставам дека. Извинете, тука сакам да ја прашам. Дали не верувате дека може Ахмети да оди во пензија после ова? Па види, Вече тоа велат сите, реформи во Дуј, а реформите се сведуваат на тоа. Дали ќе Ахмети ќе се замине или не? Знаете што, некоректно е јас од оваа позиција да зборам за случување пошто не сум ни некој политички аналитичар, би било коректно господинот Ахмети и верувам дека ќе се повлечи. Сака и таму има некои млади лавови, меѓутоа треба да видиме кој од нив, затоа што дел од тие луѓе имаат голем багаж кога беа во власт со СДСМ 7 години. Значи треба да имат тотална чистка таму. Тоа е првиот дел. Ако се суди според скандирањето во салата Борис Трајковски, Артан Груби беше... Видете, тоа е... Веројатно ќе биде како жртва представен сега во нивните кругови. Артан Груби е причината зашто ово му се случи сега на Дуи. Ја ви кажам, заврши времето на кабадахиско однесување во политиката. Бар се надеам јас. Ме разбирате? Ние треба да се посветиме на малце поинакви вредности во политиката. Значи, јас прво треба, ако се прашам, треба се донесе закони, измени во изборниот закон да се оди на мнозински систем. Да се направи, знаете, да има, како да објаснам, реален избор. Имате во Македонија преска реков политичка травестија. Травестити се. Сега се со СДС, па со ВМРО, па со СДС, па изборниот прак им е голем. Сегде во светот има 3% изборен прак. 1% да им стават. Ова беше смејурија со 2 подписа. Мика денес кеден зашто не се пријави за кандидат за граначалник со 2 подписа. Срам ми е. Па тоа бидејќи не можеше постигнат консензус за промени на изборниот законник, да. Значи дека ние не сме зрели како граѓани, како народ, како држава да бидеме нормална држава. Значи ако не може да се договори, знаете што? Во политиката е сериозна работа и за жал овај не е само кај нас. Знаете, сега зборува за криза. Криза има во Германија, сегде е криза, и економска, и на идентитет, и на норми, и на многу работи. Меѓутоа таму се трудат тоа да го надминат. Барат начини наоѓаат. Кај нас ние уште живееме, знаете што расправаме? Дали ќе биде надминат тој етноцентричен национален наратив во политиката, дали не. Губи човек денески избори. Губи катастрофално. Бил дел од екипа која што претходно изгубила. Дуи го представува ова сега, тоа што рековте претходно, дека ВМРО им помогнале на кандидатите на Влен и за нив битно ќе било советничките листи, дека тоа ќе представувало, таму ги бројат колку крвни зрнца има албански, колку има македонски. Луѓе, заврши тоа. Како да ви објаснам? Заврши. Има прилика да отидам неколку дена во Албанија. Луѓе, не знам како да ви објаснам, се плаќаат екскурзии, прават на месечина, чат GPT, MPT, вештачка интелигенција, оној ви прогласува и става министер вештачка интелигенција. И сега ние расправаме Скопје да не биде загадено чисто. Треба да земе по една метла да не запукат сите што сме се бавеле задни 30 години со политика. Не можете човек 4 мандати добил, освен лајкови девојачки може за размена да прават палестинците и израелците, ништо не направил. 47 месеци се нема поена општината, зема сега чисти и он да биде 5-ти мандат. Знаете кој не 5 мандати, не знам, еве у светот
Чак и Ричард, не, најсмешно. Не сте задоволен. Па не сум задоволен. Ти кај живееш? Добро, таму живеам, да. Сега да ти кажам, дали знаеш дека Тафталиџе, концептот на населби, едно основно, една градинка, едно средно. Така? Колку средни имате во Скопје, знаете ли? Сама ли може да поминете во Тафталиџе? Значи, срушен е концептот. Скопје беше 70-80 години со Нови Сад еден од најубавите, најсредените градови во светот. Ние немаме Скопје, Саемски град. Пропастен, да. Предходниот градоначалник на СДС го продаде куќата, што викаат го продаде Саемот, бе. Саем немаме, бе. Знаете, Загребашки Саем. Значи, како да ви обяснам? Добро, затоа имаме уште еден мол и згради. Не, имаме уште неколку милионери. Доаѓаат, како да ви обяснам, боси, жедни, гладни, скинати во политиката и се менуваат како мултимилионери. Ама тоа треба да се промени. Добро, значи верувате дека Мицкоски нема да прави предвремени избори, треба да му се верува на зборот? Едете, нема потреба. Сега и оние пратеници сега што практично 3 години треба да имаме избори, да. Немаат бадинтер. Сега ќе ви кажам. Предпоставувам се, знаете, ова се фаза на предпоставка дека господинот Ахмет е уморен, нови лавови ќе дојдат ова и да остане да не остане, има проблем да задржи пратеничката група, кохезивноста. Му фалат еден-двајца пратеници. После овие избори. Дуи има само 10, ако се гледаат како дуи строго, да. А кој вика дека дуи нема да земат? Комотен е Мицкоски. Комотен е. Што да ви кажам? Значи, мислам дека нема потреба. Тоа е моje размислување. Сега пази, они се власт. Имаат сите алатки. Добија потврда дека изборите што ги добија лани волјата на народ, тоа го потврдија. Дали се 20, 30, 50, 150 илјади гласови помалце, они си ги добија изборите. Не дај Боже да го земат уште центар, а се надам дека Карпош, Стева Муња, господинот Јакимовски, покрај што е измореден, паметен свет, за мене завршена приказка. И мене ако ме прашате, и кој земат и Карпош, зашто правиме муабет? Зашто би правил пребен избори? Има простор, има структура, има власт, има пари, ќе си го искористи мандатот, зборува за проекти, се надам дека дел од тие проекти ќе се реални. Фактички кој има избори кај нас 6 месеци ништо не функционира. И овие избори тоа треба да се промени, дефинитивно. Она што останува Жежо Костен, се разбира се уставните измени, што ќе се прави за тоа прашање, има бројки, има очигледно еве и поддршка отворена од СДСМ, иницијатива има од СДСМ и дуи сите се за тие уставни измени. Но Мицкоски вели дека нема шанси додека тој премиер тоа да се случи. Го дадовте одговорот. Сега колку ќе не чини тоа, не знам. Значи, не може да се случи тука, ништо да се направи, не верувате дека може да се промени ставот, да омекне. Вака ќе ви кажам. Ајде. Сега моје некој лично размислување. Председателски избори, Мицкоски станува председател, доаѓа друг премиер од ВМРО, го завршува. Ама тоа е 2020 и... Добро де. И тогаш одиме на предвремени избори. Или па, кој вика дека, сега малце научна фантастика, кој вика дека до крај сака да остане председателката, условно речено. Мислам, малце тоа е сега, знаете, неблагодарно се каже. Дали очекувате некој посериозен притисок? Очигледно дека сака Мицкоски и ВМРО да се има пробив во тој процес, но не може сега да мрне од границите што сами си ги зададоа и бараат гаранција од ЕУ, бараат од Бугарија диалог, но ниту ЕУ, ниту Бугарија со наративот кој што го промовира господинот Мицкоски, дека додека он нема да биде тоа, он ги добива изборите. И зашто би го правил тоа? Зашто би го правил тоа? Што кај мене па покажува друго, дека граѓаните на Република Македонија, јас сум за Европа, не веруваат веќе на Европа. Ајде да ве прашам сега, што е со преоѓањеве на граници? Тоа е ЕСП систем. Што е тоа? Воведување на нов визен? Тоа е награда или казна е за мене и за вас? Дали знаете што значи тоа е? Ако е утеха за сите, што не се војува и за американците и за британците. Нема да верувам дека ќе важи тоа за британците, за американците. Секојаш ќе има сличоци. И прва работа, втора работа, ви имате на држава која што е во војна, која што ни контролира на третина од територија, така? И нези ја ставаат на брза лента да влезе во Европска унија. Зборам за Украина. А една Македонија која што беше лидер во се ова. Само затоа што јас зборам како граѓанин на македонец. Зашто би го направил тоа? Знаете, знаете, стојат позади нас. Не се за Бугарија. Чекайте бе луѓе. Во политиката е прагмата. Прагмата се парите. Секојаш ќе застанат на страната што американците, наш стратешки партнер, така? Знаете колку авиони купија бугарите, колку платија сега за тие F-35, колку се?
F-16. 16-ките надградени. 35-ките не им ги дават. 2,5-3 милиарди. Ние што купивме? Значи, прагма е. И сега, знаете што? Се умори народот. Се уморивме, јас се уморив. Јас сум ептен про ЕО и про USA, ама гледам дека нема. Не гледате во ако сакате најдат начин. Па не, види, до сега треба, немој да ме сватите погрешно. Која е Бугарија да става вето ако нема поддршка од некоја од поголемите држави? Која е Бугарија? Знаете дека ние сега сме во некои сегменти пред Руманија, пред за Бугарија некој да зборам. Во многу работи сме пред некои земји во дел на легислатива. Колку ние тоа го спроведуваме, тоа е друго. Дали знаете во делот, ако ние збориме за етноцентризам и што ја знам, најдете ми бе една општина во цела Европа каде што имате ром градоначалник. Најдете ми една држава каде што имате ваква застапеност на една заедница етничка која што е втора по бројност. Така ли е? Во тој дел ние Македонија сме напред пред сите, многу појаки. Зашто јас сега бев надвор и кажам, знаете каков ВМРО е, како да кажам, лимонада лајт десница. Знаете дека во Германија АДФ така беа водат, дека во Австрија се во подем, сега на следните избори во Словенија ќе тепа пак Јанша. Зашто? Затоа што тие работи, тие теми кои што се на нас баук кои што сме ги решиле, верувајте, таму те ќе ги решаваат. Вие многу работи, за жал, не знаеме да се ги цениме. Јас прво сакам, ако имаш уште праша да им честитам на кандидатите, на сите што победија, да посекам среќа на сите во вторник, па дури и на сегашниот граначалник Карпаш, да посекам среќа во изборите да изгуби. Тоа сакам. Тоа јасно го кажам, па не би го цени, е смешно. Добро. И да видиме, викаат, нови дан, нова нафака. И на прашањето, нели ми кажа, од кај те немаше, зошто те немаше, и ти ветив затоа дојдов, иначе... Планирате ли да се активирате? Каде? Не знам, сада сама или нешто друго? Да, ако се замени оваа политичка номенклатура што е сега таму, затоа што да помогнам, затоа што треба да дојдат помлади. Мене ми е јасно дека јас сум политички диносаурус. Сакав да ме прашате и за претходниот председател, така беше? За Бранко Црвенковски, да, падна чудно таа фотографија. Ја искоментиравте вие тоа, дали си СДСМ или не си СДСМ? Па не, види, прво Црвенковски е председател на државата поранешен. Не гледам зашто ако седнав со било кога на масата, тоа е рест. Дали има прсти, потписот ме му го препознам. И кај знам, и кај Тито Петковски. Веројатно желбата да ги врати, да им врати на тие што го вратија предвремена политичка пензија. Е сега дали он ќе ги прати нив, ќе видиме. Стана уште последниот мохиканец Јакимовски. Така да се надееме на подобро. Добро. Како рече Иво Андрич, се сеќавате? Може во оригинал. Дојде вакат. Кад будала проговори, фукара обогати, а паметен човек зачути. Да, после 12 да преведам, може се. Да преведам. Доаѓа време кога будалата ќе прозвори, нека фукара Сиромов ќе се обогати, умниот човек е и фала ти на поканата, затоа и одбивав премногу експерти, премногу стручњаци. Се надам имате големо политичко искуство, сте биле дел од многу процеси. Се надам дека ќе имаме повторно некоја прилика за скоро време. Ви благодарам многу и се гледаме повторно. Ти благодарам и тебе и да им се извинам на граѓаните, на гледачите ако малце бе во некои сегменти по-вака, али јасно. Добро, малку сте излегле од колосек, ама... Добро. Треба почесто да се појувате. Во Тафталич. Да. Во како ше 2 мајмуна, 2 monkeys, таму ќе пиеме кафе. Благодарам. Уште еднаш, поштовани гледачи, тоа беше Есад Рахич, поранешен пратеник, член на СДСМ. Најавена е пресконференција на Државната изборна комисија на која треба да ги сублимираат резултатите од денешните локални избори, но требаше да се одржи во 24 часот, се уште не е почната. Тука јас би се одјавил, ви благодарам за вниманието, се надам дека го задржавме во текот на целата вечер. Останете со Канал 5, штом започне пресконференцијата на Државната изборна комисија, доколку има работи што се уште се не познаете и сакате да ги слушнете, останете на Канал 5 и слушнете ги. Од мене довидување.